Во денешниот свет, каде што се испреплетува реалното со виртуелното и каде што тешко се препознава вистинското од лажното, компјутерската безбедност станува еден од најважните елементи на нашето секојдневие. Добро дојдовте во темата на неделата. Безбедноста на интернет просторот во Македонија според експертите е на многу ниско ниво. Компаниите недоволно инвестираат за сајбер заштита. Во државните институции пак велат дека е главно да постои размена на информации за такви напади. Дополнително, набргу престојат и законски измени, па наместо доброволно, пријавувањето на сајбер нападите ќе биде задолжително. Македонија не е изолирана и имуна на сајбер нападите, особено на последиците од хибридната војна која се води меѓу истокот и западот и која многумина од упатените ја нарекуваат современ мирнодопските тероризам. Досега како конкретни чекори на овој план државата заедно со невладиниот сектор изработија стратегија и акциски план кој освен кон крајот на 2018 година и кој тековно се имплементира и со кој се предвидени активности и на национално ниво за заштита од сајбер напади. За да стане интернетот посигурно место, мора да постои размена на информации меѓу институциите, вели министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски. Ти го формиравме Националниот совет за сајбер безбедност, така што веќе постои координиран начин на размена на информации помеѓу институциите за различен вид на сајбер напади. И ако ме прашате, тоа е клучно. Значи, вие можете да го инсталирате најмодерниот антивирус, ама ако остане само на една институција, а при тоа другите што сме поврзани не ги следат и паралелно имплементираат истите решенија. Или ако една институција е под напад на одреден на сајбер закана, а тоа не ја сподели таа информација кај другите институции, тогаш е проблемот најголем. Според упатените одговорни за заштита во државата се Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Единицата за компјутерски криминал, Агенцијата за разузнавање, Дирекцијата за заштита на лични податоци, Дирекцијата за безбедност на класицифирани информации и Агенцијата за електронски комуникации. Манчевски вели дека клучно е што државата ги формирала органите, телата и комисиите за соработка и оти тие соработуваат. Тој објаснува дека Министерството за информатичко општество ги поставува правилата што треба да се имплементираат во другите институции. Министерството за одбрана пак е вклучено со посебен вид на сајбер заштита, особено за војниот систем, а МВР се задолжени за истрага при сајбер напади. Филип Симеонов, експерт за информатичка безбедност во Пиперевски консалтинг, меѓутоа вели дека безбедноста на интернет просторот кај нас засега е на многу ниско ниво и од институциите имаат основна базична надворешна заштита, а недостасува покомплексна заштита. Безбедноста е на многу ниско ниво во Македонија и освен штитењето со некој базична заштита, периметарска, друга заштита во длабочина не сум видел до сега, искрено. Многу е мала инвестицијата која што ја прават компаниите и многу е базична, така да немам информација како институциите се штитат, државните. Знам дека јавните помали предпријатија не се штитат никако. Единствено што се штитат е банкарскиот сектор и дел од осигурителниот сектор. Друго, мислам дека е на едно многу ниско ниво. За да има успешна сајбер одбрана од Министерството за информатичко општество смета дека мора да се направат и дополнителни законски измени, кои според најавите бргу ќе бидат предложени во јавноста за задолжително пријавување на сајбер напади. Институциите и фирмите досега доброволно пријавуваат сајбер напади, а сега тоа ќе биде законска обврска заради таа размена на информации која е клучна за да има ефикасна сајбер одбрана. Инаку според официјалните податоци просечно од 2018 година на дневна основа околу 600 различни уреди дневно се заразуваат со разни вируси. Во Прага функционира една од најголемите компании за компјутерска заштита во светот. Со незините решенија таа обезбедува над 435 милиони луѓе. Радио Слободна Европа деновиве ја посети компанијата. Таму една просторија вработените во Аваст ја нарекуваат соба на нас. Тоа всушност е команден и контролен центар на еден глобален одбранбен систем. Овие линии не се стрелани нуклеарни проектили, но ако ги погодат нивните цели, тие може да им предизвикаат големи штети на држави, компании и поединци. Тие се хакерски обиди кои се следат низ целиот свет секој ден. Михал Печучек е главен директор за технологија на Аваст. Yes, everybody is target. Every person can be a target. Every cell phone can be a target. Every watch can be a target.
every household clock can be a target as we see today. И ова е само делумна симулација на она што всушност се случува. Да го прикажете сето тоа во реално време би виделе само замаглување. Сајбер нападите се најбрзо растечката категорија на криминал во светот. Аналитичарите проценуваат дека украдените податоци, финансиската кражба, компромитирањето на опремата и нарушувањето на услугите нанесле стотици милиарди долари штета само оваа година. Се повеќе нападите ги вршат сложени хакерски картели, многу со државна подршка. Тие влегуваат во разни системи, од електронската мрежа, преку финансиските услуги и полициските и безбедносните операции до машините за гласање. За некој целта е само да се направи мала пречка чисто заради забава, но за хакерските групи поддржани од авторитарните држави, целта е создавање хаос и сеење на доверба во слободни и отворени општества. Професорот Алекс Халдерман од Универзитетот во Мичиген е експерт за компјутерска безбедност. We have a lot to worry about when it comes to the security of elections in 2020 and beyond. I think we need to worry very much in 2020 about not only Russia, but Iran, China, North Korea, and other countries that have sophisticated cybersecurity offensive capabilities. Avast е една од водечките светски фирми за сајбер безбедност. Нивниот софтвер штити милиони компјутери, мобилни телефони и други поврзани уреди и мрежи широм светот. Во октомври чешкото контраразузнавање соопшти дека координиран напад од Кина сакал да ја преземе контролата врз популарниот софтвер за безбедност Avast, како начин за пробивање на компјутерите широм светот. Главниот извршен директор Ондреј Вълчек започна како практикант во Avast во 90-тите години. A security company like us, especially one that supply their solutions to very many people, like in our case 435 million people, are very, very popular targets for hackers. So we get attacked all the time. Програмерите на фирмата учат од секој обид за хакерство. Но предизвикот широм светот се забрзува секоја година, бидејќи милиарди уреди, вклучувајќи виртуелни асистенти како Google Home и Amazon Alexa, плюс телевизори, играчки и домашни уреди се поврзуваат преку интернет. Михал Печучек го надгледува истражувањето и развојот на збир на алатки, користејќи вештачка интелигенција и машинско учење за откривање и блокирање на напади на лични уреди. Но владите се повеќе користат вештачка интелигенција за скенирање лица и следење луѓе во реално време, честопати без нивно знаење. Печучек вели дека граѓаните, фирмите, владите и регулаторите мора да соработуваат за нови транспарентни правила за вештачка интелигенција и заштита на податоците, така што новите технологии да работат за луѓето наместо против нив. So it's a bottom-up regulation, which I found like really exciting. And similarly, European Union, we have our values that are like very much connected to the individual freedoms and the individual freedom to be safe on the internet and be private on the internet is like very important to us. Нашите Facebook, Twitter и YouTube постојано се отворени за вашите коментари и мислења и во врска со оваа тема на неделата. Дали и како е можна заштита од хакерските напади? До гледање.